Во Кавадарци се разбира, јас ја памтам, го памтам почетокот на Втората светска војна. Бев 5,5 години тогаш, кога ги слушнавме вака снажните авионски мотори кои го надлетаа Кавадарци, па потоа бомбардираа во градско. Концентрација на војска некоја има. Ама и у Кавадарци имаше Шуmadijска дивизија и таа ја бомбардира. И друг спомен ми од Кавадарци како дете, сосема мало дете, ние во улицата во малото со нас кај нас живееше и еден джандар, српски джандар ние го викавме. После разбрав од човекот е словенец кој бил джандар и нашол една убава селска мома од село Боула, се оженил за неја и тука останал во Кавадарци. Од него многу се плашевме, одеше со униформа и носеше сабја, звонеше тука. Штом че видиме, сите бегавме дома. Ете, тие две работи ми се печатливи од тие состојби тогаш во Кавадарци како беа. Се разбира, знамо ти татко ми беше многу често повикуван во вежба, се очекуваше војна ќе биде и сами бевме ние, јас бев тогаш 5 години, 5,5, сестра ми беше 11,5 години. И мајка ми, тие бевме. Такви услови беа. А потоа дојде до окупацијата, па дојде и бугарската окупациона администрација. Од тоа време јас бев, значи, негде 8 години, кога беше стрелањето на младенците во Ваташа, во Моклиште. Тоа беше блокиран целиот град, не смееше да се излегува. И само јас можев да ја отворам портата кај нас, иначе пред секоја порти имавме ние тогаш и дворови, таму во Кавадарци, на таа улица кај што ние живееме, тоа беше Ваташкиот пат, имаше војник бугарски. Не дозволуваше никој нити да излезе, нити да влезе. И ми се случи така да точно кога минуваа овие со закцукани ракави, екипата што стрелаше таму. Мошне така расположени минаа тука. И како дете не ми беше јасно што станало после, дознав и таа слика ме малку зачуди ме, потреси така. Тие се работи. После ослободувањето, ние 44 година, негде околу 10 ноември почнавме со новата школска година, до тога бевме во бегалство, бевме по селата распоредени таму, бидејќи градот беше изложен на артилерија од кај Неготино. Неготино беше под германска опсада уште. И не прибра. Тогаш почнавме со школство, веднаш на македонски јазик. Учителка ни беше една партизанка, Ленче Попристова. Имаше британска јакна. Со неа доаѓаше куртка, ја вика таа јакна. Тогаш веќе беше ладно, она беше добро облечена, беше весела, убаво збореше за многу работи. Нејзин брат постар загина во војната, а она исто така рано отишла во партизани. Тоа се тие јазикот македонски. Иначе 2 години учев на бугарски јазик. Првите 2 години од школувањето. Веќе кога дојде Ленче, се разбира на македонски јазик и немавме книги на македонски. Прво излезе една збирка песни од Венко Марковски, Орлите на Македонија. Потоа имаше една книга стари наши песни народни, Јунак над јунаци се викаше.
потоа постепено почнаа да излегуваат и учебници.